Здраво и од мене. Вики доста добро ме представи. Сакам најпред се да се заблагодарам за иницијативата. Многу ми е мило што конечно имаме некоја ваква организација и гледам доста познати и доста непознати лица и тоа се надевам дека со ваквите иницијативи ќе се смени и ќе можеме вака да функционираме како комјунити многу повеќе во иднина. Оваа тема искрено беше многу спонтано донесена и чисто само сакав да ја презентирам, бидејќи е доста интересна тема и нешто што за мене пред се беше доста голем предизвик. И се надевам дека и некој друг има можност веќе работи на нешто вакво, па ќе можеме понатаму да ја продолжиме дискусијата, бидејќи 15 минути се обидев да ги темирам, ама не знам дали ќе успеам да. Накратко за мене, Катерина Димитриевска, одскоро Станковска, работам како сениор UX дизајнер. Од овој месец сум официјално во Augment IT, претходно 2 години во NetCetera, каде што и Вики ми беше тим лидер. И се насочив во овие 2 години баш кон ова поле на проширена реалност. Augment IT е компанија која моментално работи само на таков софтвер, со XR продукти од областа најчесто на augmented reality и virtual reality. И имав доста голема можност да навлезам во овој свет и да ги запознам сите продукти на пазарот кои сега веќе почнува се повеќе и повеќе да се шири. Го избрав овој човек кој сите го знаете, нема потреба да го представувам бидејќи тој ја представува јузер групата на продуктот на кој што ја работев. Доста, да речем, производ кој никогаш не можев да замислам дека би имала можност да работам на ваков продукт, бидејќи како човек кој не е очигледно во парализа и може да ги користи своите екстремитети, не може воопшто да се ставам во позиција на таков јузер. И тоа беше најголем предизвик за мене. Кога и го добив проектот и почнав да истражувам за него, нели можете да правите безброј интервјуа со овие луѓе, можете да ги испрашувате што би им помогнало, но никогаш нема да се почувствувате на начин на кој што они се чувствуваат во моментот и да дознаете колку тешко или колку лесно им е нив да користат некој продукт. Ова што сега ние го имаме на располагање, односно телефоните, компјутерите воопшто нели не се прилагодени за нив и посебна е специјална технологија за они да можат да ги користат апликациите кои можеби ние ги земаме моментално здраво за готово. Ова е еден податок кој додека истражував за овој проект стигна до мене и доста ме мотивираше да се потрудам овој продукт да го направам што е можно по корисен за оваа група на пациенти, а тоа е дека скоро пола од нив во одреден степен кога се во болница, специјално нели кога после некој од нив не се од цел живот со парализа, односно се парализираат при некоја повреда која во зависност од нели која локација на работот е таа повреда, може да останат парцијално или целосно парализирани и може да замислите каква психолошка состојба е тоа за нив и колку тешко тоа може да се преживее и голем број од нив имаат проблеми со менталното здравје, правиме мовет за тешки депресии кои секогаш е потребна стручна помош за да се надмине таа состојба. Технологијата нема да навлегувам многу, има доста податоци, бидејќи и сигурно нема да имаме време да навлеземе во детали во тој поглед, но не е од сега. Значи, уште од 1908 година изграден првиот eye tracker, ако може не така да се нарече, и има огромен број на истражувања, особено офталмологијата ја придонесува за да се развие оваа технологија до степен на кој што денес доаѓаме каде имаме девајси кои со помош на обична веб камера може да го следат вашиот поглед и овој начин на интеракција веќе е возможен. Овој девајс можеби на некој од вас ви е познат, мислам дека доста маркетиншки добро се позиционира, така да веќе наскоро сите ќе го знаеме, година ќе го има валја и на пазарот кај нас не знам кога. Овие девајси, XR девајси, сите имаат ваков начин на технологија во нив, бидејќи
освен интеракција со раце и на интеракција со voice commands, имаат и ваков начин интеракција. И затоа баш овие девајси се кандидат за развој на овие продукти. Еден од нив е изборот кој ние го направивме за продуктот кој ќе го презентирам. Накратко, обидовме да видиме кој девајс какви можности нуди, особено и да тестираме со корисниците, бидејќи може да замислите нивната позиција особено кога на луѓето кои се во целосна парализа, се во болница, лежат на кревет и мора да внимавате колку пријатно ќе се чувствуваат да го носат тој девајс. Мислам дека можеби овој девајс нема да им биде толку пријатно да го носат. Исто така тестиравме девајси од Мета, кои до некаде ги задоволува потребите, до некаде не. И затоа се одлучивме за еден друг девајс кој ќе ви го представам скоро, кој ги задоволи тие потреби. Ако сакате да истражувате на оваа тема, се уште треба некако работата сами да ја направите, бидејќи нема многу продукти. Тоа е специјализирана група на луѓе, специјализирана група на јузери и ќе треба да се потрудите да најдете нешто како некој пример на пазарот според кој би можеле да пронајдете некои корисни информации за да знаете од каде да почнете. Ова е една компанија која е специјализирана за ваква технологија за лица кои се со парализа и на кои ми треба дополнителна технологија чисто за комуникација и можеби пристап до дигитални продукти и производи. Ова е името на продуктот, се вика Paraverse. Заедно со Швајцарски центар за парализа и рехабилитација на луѓе со парализа. Идејата е произлезена од таму. Имаат доста интересен тим на луѓе кои работат на вакви продукти, иновативни продукти, и имаат, да не речем, привилегија што луѓето, односно корисниците му се на исто место. Време имав можност да се запознавам лично со нив и можам да кажам дека првиот впечаток беше доста позитивен. Човекот кој што е тим лидер моментално, првата реченица што ми ја кажа беше: мислам дека имам најдобрата работа на светот. Тоа е не само што гради продукти и може да го види ефектот на тие продукти. Кога и да направат некоја нова иновација, некој продукт може да го тестираат со јузерите и баш коинцидентно се случи додека разговаравме во сала за ручек да еден од тие јузери му пристапи и му се заблагодари за еден иновативен продукт кој го изградиле, кој доста му помогнал да врати доста од мобилноста на рацете, претходно до целосно парализа, но со тек на време и со вежби овие луѓе можат да вратат доста од нивната мобилност на рацете, која понатаму и многу му е потребна. Сега од тука зборуваме за продукт со луѓе кои воопшто немаат можност да ги движат рацете и како што може да претпоставите, многу од нив не можат дури ни да зборуваат. Првите месеци по повредата многу од нив се во болнички кревети, некои од нив дури се интубирани и за нив не представува никаква можност да користат дигитални продукти, не можат дури да се јават сами на своите сакани, да ги слушнаат. И тоа е, да речам, таа крајна граница на луѓе кои можат да имаат интеракција само со поглед, додека некои од нив можат да ги користат и voice command, односно гласот да го користат како можност за интеракција, а некои од нив, како што кажав и понатаму, веќе добиваат способност да ги користат и рацете. Овој продукт се вика Magic Clip и го избравме бидејќи при тестирање некако најкомотно одговараше за позицијата во која овие јузери ќе го користат продуктот. Не им сметаше, најголемо задоволство изразија кога го користеа, доста добро се прикажани холограмите, ова е AR продукт, така да се уште ја гледате околината, не сте комплетно во VR околина, виртуелна околина и можете да бидете свесни за се што се случува околу вас. Првата етапа беше чисто да согледаме дали има реална
желба да се користи и дали носи вредност доколку се направи овој продукт. И прилично позитивен беше фидбекот што го добивме од тие јузери. Особено мене би беше мило кога го слушнав реченицата од еден од тие јузери дека ова би било екстремно корисно додека лежев со месеци во болница и немав можност да направам ништо, немав можност да комуницирам со никој, константно ми требаше помош, односно некој да биде до мене за обавување на најосновните работи. И најмногу што ми требаше во тој момент беше да се јавам на некој мој близок, а тоа не беше можност, освен ако немав некој кој ќе ми задзвони и јас само ќе можам да се слушнам и немате приватност, така да овој продукт ги покрива сите тие потреби што овие јузери ги имаат. Сега навлегуваме во следна фаза, каде што веќе додаваме нови модули. Едно од нив е Google Search, да можат да се препараат вести, да можат да прочитаат нешто, YouTube, да можат да изгледаат некое видео. Исто така, многу битен елемент беше видеокомуникација, односно повик, да можат да се слушнат, како што кажав, со своите најблиски, и тоа беше доста интересен момент за сите нас кога видовме дека е возможно и колку е лесно тоа да се направи. Сега доста предизвици постојат, како што може да замислите со овој начин на интеракција, бидејќи сме толку навикнати да ги користиме рацете. Јас во одреден момент при дизајнирање се ставив себе си во еден предизвик да го ставам девајсот и буквално си седнав на своите раце за да не ги користам, затоа што во секој момент иницијална реакција ми беше да посегнам со раце и да почнам да ги користам рацете. Освен тоа, како мене, бидејќи јас не сум човек со парализа, морав на некој начин да се ставам во таква ситуација за да го разберам моментот како би се користел овој продукт. Голем дел од предизвиците се како да дизајнираме UI кој ќе биде корисен, интеракцијата да биде корисна и да не создава фрустрација. Затоа што временскиот интервал за тригерирање на акција е доста битен момент. Може да замислите доколку имаме некоја акција со некоја подолга лабела, мене ми треба време да ја прочитам таа лабела за да сватам што е таа акција, и не може да се активира за некоја секунда. Јас не сум стигнал да ја прочитам таа акција, и јас сум стигнал на некој нов екран и тоа е фрустрација за јузерот, особено кога немаш друг начин за навигација. Така да сето тоа треба да биде добро калкулирано, треба да биде тестирано пред се, за да го прилагодите временскиот интервал за секоја акција. UI-от исто така треба да се прилагоди, да дава некој фидбек кон јузерот дека моментално си во процес на активација на таа акција, и се разбира и звучен фидбек кој ќе ти кажува дека не си преминал од една од друга акција, кои доста помагаат во сите вакви продукти од Dexar сферата. Звучните додатоци помагаат многу. Големината на овие визуелни елементи, зборуваме, пред се имавме и доста предизвик, бидејќи голем број од овие луѓе имаат и проблеми и со видот. И треба да ги прилагодите визуелните елементи за некој кој можеби има и диоптрија, некој кој можеби не може добро да гледа, да можат да ја користат, и тоа е во склоп и со биологијата. Значи сите имаме различни очи, имаме различни потреби, така да тоа само по себе представува уште еден голем предизвик. Но не сакам да завршам со предизвиците, сакам да завршам со можностите кои овој начин на интеракција ги нуди. А тоа е најпред се инклузивноста. Мислам дека ја слушнав ова реченица од некој од курсевите кои ги поминував, дека доколку дизајнираме за поголема група на луѓе, односно и за луѓе со посебни потреби, дека ние го правиме продуктот поинклузивен, а тоа нема да му го смени многу животот на луѓето кои можеби ги немаат тие потреби. Така да секогаш да размислуваме пред се и за тие луѓе, ќе го направи нашиот продукт многу покорисен за сите. И иновативноста, мислам дека не мора многу да објаснувам, значи нуди доста можности овој начин на интеракција. Може секој индивидуално да
размисли за продуктот на кој што работи, дали овој начин на интеракција би ви помогнал на некој начин во вашиот продукт. Сигурна сум дека во иднина се повеќе и повеќе ќе се развива и мило ми е, бидејќи сега навистина е тешко да ги најдеш тие информации, сме некако на почеток, ама се повеќе и повеќе се развива, така да мило ќе ме биде доколку во иднина ќе гледаме повеќе вакви продукти. Интуитивноста исто така, нели, погледот е примерен начин на интеракција, се што правиме прво гледаме со поглед. И навигацијата, само замислете колку би ни било лесно доколку не мора да скроламе на лаптопот и само гледаме надоле и лаптопот интуитивно оди надолу. Значи од нешто такво едноставно до некои доста покомплексни продукти, овој начин интеракција може многу да ни се најде. И за крај би сакала сите да ве охрабрам, да ги испитувате овие начини на интеракција, не само интеракцијата со поглед, туку можеби со глас, со voice commands, можеби некој нов начин на интеракција. Мислам дека може да се создадат доста cool проекти со овие нови интерактивни модели. Ви благодарам на сите за внимание.